Здраво! Денеска започнаме со нанесување на Young Derm, кремата за интензивна нега на мрсна и непроблематична кожа, која што во себе содржи комбинација на природни екстракти, односно манго и камилица, и воедно има витамин B3, кои заедно ја увлажуваат појавата на црвенила и ја регулираат секрацијата на лојните жлезди, со што се намалува можноста за создавање на акне и создавање на метасери. Наредно ќе нанесам течна пудра. Ова е Seventeen Matte Plus за масна и комбинирана кожа, која што во себе има заштитен фактор 20. По мене таа е најдобра пудра на пазарот во моментов, од сите оние кои што јас ги имам пробано лично, затоа што има се што барам кај една течна пудра. Дава мат ефект, долготрајна е, поради што нема потреба на нанесување на камена пудра отпосле. Дава колку што е можно поприроден изглед, не го измасува лицето и не избледува како поминува времето. Има средна покривност, но со нанесување на 1 или 2 слоја повеќе се добива висока покривност, па затоа и не користам коректор, туку додавам уште малку од неа на места каде што имам потреба. Според мене најважниот дел е тоа што во себе содржи рицинусово масло, што значи дека дополнително се грижи за лицето, односно избледува лузни, помага при борба со акне, појава на црвенила и дава освежителен ефект. Следниот чекор е цртање и дефинирање на вегите. Ова е чекор кој што може слободно да се прескокне, зависно од тоа дали практикувате инаку да ги цртате вегите. Јас користам сет од H&M со сенки во број 2 и во 3, кои што заедно измешани даваат комбинација слична на мојата природна боја на коса и заедно со нив користам четка за веги од H&M. Следен чекор е нанесување течен ејлајнер на горниот точен капак. Повторно, ова е чекор кој што може слободно да се прескокне, меѓутоа мојата дневна рутина на шминкање секогаш го вклучува. Јас користам Essence Liquid Ink Eyeliner, кој што е водоотпорен туш, и го нанесувам надолжно почниот капак со мал завршеток надвор од окото. Последниот дел кога станува збор за очи е нанесување црна маскара. Ова е The Stylist на Seventeen, која што има Falsies ефект, односно ги прави дрепките црни, им дава волумен, им дава должина и воедно ги држи виткани цел ден. Омилен дел кога се шминкам е нанесување контур на лицето. Моја препорака е бронзер, пудра, сенка или руменило, која е мат, бидејќи делува многу поприродно за разлика од сатински оцјај или од цветки. Главна цел на контурот е дефиниција, визуелно намалување или слабење на делови од лицето. За таа цел користам мат руменило на Seventeen во број 03, кое се вика Кафе Оле, и го нанесувам под јаболкниците за дефиниција и истанчување на страничниот дел од ликот. Понатаму, бидејќи имам доста високо чело, обавезно нанесувам малку контур на горниот дел од челото за визуелно намалување и малку на носот за потонок страничен изглед. Имајте предвид дека руменилото треба да биде потамно 2 до 3 нијанси од вашата боја на кожа. Крајниот чекор е нанесување кармин во освежителна и впечатлива боја. Ова е линијата мат кармини на Seventeen, кои што во себе имаат заштитен фактор 15 и бројот е 06, најубавата hot pink боја со која ќе го освежим изгледот. Се надевам ви се допаѓа, се гледаме во наредното видео. Чао!